Некогашниот ден на младоста, 25 мај, кој го прославуваше младината на бившата СФРЈ, денеска со символична манифестација го одбележаа членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани, кои манифестираа носење и примопредавање на штафетата. Колоната автомобили украсени со знамења на Федерацијата, со фотографии на Тито и други екс-југословенски обележија и символи, тргна од спомен домот Асном низ улиците на Кочани и неколку населени места во општината и заврши во трговскиот центар, каде беше извршено примопредавањето на штафетата која му беше врачена на председателот на Сдруженијето Трајче Трендов. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани традиционално и оваа година на 25 мај, роденденот на нашиот маршал Тито и денот на младоста, ја одржува оваа манифестација. Ова не е веќе 7-8 пат кој што го правиме и се надеваме дека ќе продолжиме да правиме и понатаму. Јас во името на ликот и делото на нашиот патрон Јосип Броз Тито ги повикувам сите наши сограѓани и цела Македонија да се сетат на убавите моменти во животот кој што ги има живеејќи во Титова Југославија. Се заблагодарам дека се зголемува бројот на членството, а има и веќе и млади членови кои што доаѓаат и да се надеваме дека ова ќе продолжи и понатаму. Активностите на Сдруженијето Јосип Броз Тито посветени на денот на младоста ги следеше фоторепортер од Белград, кој практично бил присутен во овие поранешни републички и покрајни, за да го регистрира југоносталгизмот кај населението. Да, мени ово што се дешава. За мен ова што го видов денес во Кочани е доста импресивно, југоносталгично и луѓето кои се чувствуваат како југословени, навистина е прекрасно ова да се види и да се биде дел од оваа голема манифестација. Најмасовно досега кочанските титовисти со песни за маршалот и за Југославија создадоа специфичен амбиент кој го следеа голем број граѓани. Потоа членовите и симпатизери на друштвото заминаа на локалитетот кај Дабот во близина на Бели, каде се дружеа во духот на југословенството.